Доктор Ицо Најдовски, долгогодишен соработник затоа што ова е веќе втора книга што ја промовираме, негова втора книга во издание на Институтот за национална историја и затоа што не само во областта на издавачката дејност, туку и во некои други сфери од нашето секојдневно работење како институт, како историска фела, ние имаме плодна соработка со Ицо Најдовски. Денес станува збор за книгата која носи наслов Македонско-австралиски народен сојуз 1946-1958 година во Австралија. Книга која исто така пред 3 години чинам беше промовирана овде во истата просторија, повторно во издание на Институтот за национална историја. Исто така Ицо Најдовски има своја радиопрограма во Австралија во рамките на програмата на македонски јазик и секако Ицо Најдовски е еден од најистакнатите, највредните членови на македонската заедница во Австралија. Ицо Најдовски е истражувач на малку специфичните теми од македонската историја, темите на идентитетот, инаку е педагог, публицист, посветеник на македонската вистина, човек кој живее и работи на петтиот континент во четвртата Македонија. Имав можност да го запознам Ицо Најдовски преку неговите објавени трудови, публицистички написи и пред се преку неговите мощни интересни интервјуа кои ги води за Австралиското радио на македонски јазик по одредени поводи со одредени личности. Втората светска војна во времето на воспоставувањето на новиот меѓународен поредок и новите меѓународни односи. Ова е книга која се чита во еден здив заради интересната тема и убавиот и читлив стил, но сепак книга напишана неутрално, но која сепак не може да ве остави равнодушни. Зад едноставните констатации, вие сепак ќе почувствувате болката за напуштените огништа, стуткана длабоко во срцето на македонецот, тагата за татковината разнебитена од војните, од погромите, од огновите, од пожарите. Една голема неизвестност бранувана низ прекуокеанските геми на долгите патувања. Страв и надеж дека во новиот свет ќе ја снема немаштијата и понижувањата. Во рамките на тоа етаблирање во австралиското општество, во време неблагопријатно за македонците, особено за оние кои војуваа против грчката десница во граѓанската војна во Грција и кои беа прогласени за комунистичко малцинство, а не за народ кој се бори за своите национални права, се создаде токму Македонско-австралискиот народен сојуз МАНС. Тоа е и време во кое македонците, иако само во вардарскиот дел од Македонија, за прв пат во современата историја извојува своја национална држава која беше равноправен член на Југословенската федерација. Абсурдот во тој процес на државотворење беше фактот што повеќе македонци имаше и има во четвртата емигрантска Македонија распрснати низ сите меридијани отколку во самата држава Македонија. И токму затоа уште се позначајни трудовите посветени на историјата на таа раселена на туги простори, но духовно жилава оној кој во клучните моменти застанувал на фанатизираните линии и ровови на десницата и левицата, наместо на единствениот и најважен македонски фронт, на единственото простум против сите денационализаторски ветришта од народувања и од именувања и во минатото, а уште повеќе и во сегашноста. Македонско-австралискиот народен сојуз ја доживел токму таа македонска прокоп, иако во првите негови чекори никој не претпоставувал дека од организација која имала за цел да го негува македонскиот идентитет, посебноста на јазикот, културата и нивна афирмација во австралиското општество ќе се претвори во орудие на меѓусебната пресметка на Тито Сталин за време на информбирото. Антифашистичката коалиција заминуваше во историјата за да ја отстапи место на новата поделба на светот. Како сојузник на Западот, Австралија застана за политиката на Велика Британија и САД, кои со невидена жестоко се пресметува не само со македонските борци во демократската армија на Грција, туку и со целиот македонски народ. Згрозени од злосторствата на грчките монархофашисти врз невиното македонско население заради нивно етничко чистење од Беломорска Македонија,
Раководните сили на МАНС испраќаат апели до Организацијата на Обединетите нации. Истовремено водат борба против австралиските медиуми за кои македонските борци се бандити и герелци. Основачите на МАНС беа под силно влијание на еуфоријата од создавањето и градењето на првата современа македонска држава, во која за прв пат македонскиот народ доби непречени можности за свој национален подем и афирмација. Во овој контекст, тие ги популаризира и нејзините раководни структури и ја пресликува климата во која се воздигнуваше култот на Тито и Колишевски, се до времето на судирот на Комунистичката партија на Југославија со Информбирото. Но и покрај тоа, основачите на Македонско-австралискиот народен сојуз има и свои автоктони идеи. Тоа се гледа во приопштувањето на античкото македонско наследство како дел од историјата, традицијата и континуитетот на македонската историја, но исто така во негувањето на нивниот континуитет во сите македонски периоди и борби, особено давање исто значење и одбележување на датумите и од Илинден и од народно-ослободителната борба. Овие македонски селеници не можеа да знаат што се случуваше во Македонија со оние кои бара обединета Македонија. Македонско-австралискиот сојуз во еден кус период од своето постоење за неколку години станува респектабилна организација во која се активни повеќе здруженија и поединци од целиот континент. Таа можно успешно остварува својата мисија за афирмација на етничката и културната посебност и општествената положба на македонците во Австралија, во градењето на нивната демократска свест за делување како граѓани во едно мултикултурно општество. Печатениот орган Македонска искра одигрува важна улога во мобилизацијата и создавањето кохезија сред македонските иселеници, во подигањето на нивната национална самосвест и гордост, дека имаат богата и славна историја и треба да се борат против сите туги посегања врз нивниот национален идентитет. На овој начин било свртено и вниманието на австралиската јавност и на австралиската власт и полека продирала вистината за Македонија и македонците. Мрежата на Македонско-австралискиот народен сојуз, неговото влијание и бројност ќе доживее пресврт и постепено згаснување за времето на Информбирото. Судирот Тито Сталин во 1948 година остави многубројни последици за севкупниот развој на македонскиот народ, како внатре во Југославија, така и на меѓународен план. Македонскиот народ и во овој случај, како и многу пати во историјата, покажал поголема зрелост, самосвест и мудрост во однос наспроти своите организации и водачи. Така, започнува и барањето на нови начини за самоорганизирање на македонското иселеништво во неговата борба за равноправно место во етничкиот мозаик на австралиското општество. Почитувани, дозволете на крајот да го изразам уштено своето задоволство и чест што сум еден од промоторите на овој многу интересен труд. Искрени честитки на докторица Најдовски Перин, со надеж дека и натаму ќе ни изненадува со вакви убави трудови и теми од историјата на големата патриотска емигрантска Македонија. Тоа е една многу интересна приказна за падовите и подемите на македонците кои далеко својата татковина во Соединетите американски држави, Канада и Австралија бараат начини како да го одржат и зачуваат својот идентитет. За таа цел, тие бараат начини како да се организираат и да действуваат. Но за разлика од другите балкански држави, Бугарија, Грција и Србија, тие немаат матична држава која би ги поддржувала и финансирала. Оставени се сами на себе на удар на соседните балкански држави, која секоја за себе посебно настојува да ги приопшти на својата кауза. А и успевале во тоа, посебно што ја користеле македонската поделеност. Тоа особено настапува во вториот бран по масовни иселувања, кои настапуваат во периодот по Балканските и Првата светска војна и поделбата на Македонија. Карактеристично за овој период е фактот што македонските селеници ја напуштаат територијата на Македонија од 3 различни држави – Бугарија, Грција и Србија. Според тоа, од која држава биле патните испрви, биле определувана и нивната национална припадност, а не врз база на етничката припадност. По пристигнувањето, тие со себе ја пренеле националната, политичката и револуционерната разединетост од старата татковина, што од самиот почеток ќе биде една од основните причини за постојаните несогласувања меѓу македонските селеници. Од овој период датираат и првите поделби на македонските селеници по принципот на припадност на државата од која се иселили. Односно,
Тие се поделени на три посебни групи: вардарски македонци, пирински македонци и егејски македонци. Политичка организација МПО, која од 52 година го носи името Македонска патриотска организација. За кратко време таа станува една од најбогатите и најекспонираните мигрантски организации на американскиот континент со претензии да стане политичко тело кое ќе изразува желбите, цитат, на мнозинството на македонски бугари во САД и Канада. Таа во тек на целото свое постоење, па дури и денес сврсо стои на афирмирањето на територијалното и државотворното име и концепцијата за единство и обединување на Македонија, но со наполно негирање на македонскиот национален и културен идентитет. Значи, бугарската држава, со својата моќна образовна, воена и црковна бирократија, се обидувала да го наметне националниот идентитет од горе, доимајќи предвид дека поголемиот дел од жителите на Македонија биле неокиселани, кои воопшто немале јасно развиено чувство на национален идентитет, а исто така, позади себе немале своја држава, со моќни образовни и црковни институции, не треба воопшто да изненадува што националниот идентитет на оние кои пристигнувале од Македонија представува нешто што и било наметнато однатре, како резултат на трите надпреварувачки кампањи на Србија, Бугарија и Грција. Македонските мигранти од своја страна во себе го носеле, како што вели Денфорд, инхибираниот идентитет, кој е вроден и постојан и сочинува една природна и духовна суштина. И често се идентификува со крвта и душата на човекот, создадено во неговата татковина, а во емиграција се соочува со неговото пресоздавање или повторно совладување. Овде во емиграција тие уживале слободата да го искажат својот идентитет, што порано не можеле слободно да го сторат. Во една таква ситуација, е поголем дел од македонската емиграција почнало да создава сознанието за потребата од спротивставување на организираната активност на бугарската држава со една организирана акција од позициите на македонското национално ослободително движење и афирмација на македонската национална идеја меѓу македонците во Соединетите Американски држави. И овде во САД, меѓу македонската емиграција на политичка сцена влегува во игра македонскиот национален сепаратизам. На сцена стапуваат македонските сепаратисти како Георги Перински, Смиле Мојданов и други. Тие веднаш даваат иницијатива за формирање на македонски прогресивни групи и како резултат на тоа во септември 1929 година се пристапува кон формирање на првата македонска прогресивна група. Меѓу членовите на групата имало неколку стари линденци кои не можеле да останат неангажирани и да гледаат што се случува со македонското дело. Првата конференција на македонските прогресивни групи била одржана во март 1930 година. Во донесените резолуции од конференцијата бил даден осврт на општата положба на емиграцијата во САД и е зацртана во преден план борбата против МПО како политичка организација која е сврзана идејно и морално со македонското орудие на бугарската државна политика, автономно фашистичка врховистичка клика во Бугарија. Бидејќи меѓу нив имало комунисти. Меѓутоа, поголем дел од македонската емиграција, знаејќи ги становиштата на комунистите во однос на македонското национално прашање, пристапувале кон македонските прогресивни групи. Пова започнува процесот на диференцијација меѓу македонските селеници. Од тој момент, националната борба меѓу бугарите и македонците добива глобални размери, националниот судник се шири во Соединетите Американски држави. Овој процес најдобро го објаснува Денфорд. Тој вели отворен цитат: кога татковината на една нација е држава во која таа нација доминира, тогаш татковината ќе биде исто така буквален центар на мрежата глобални културни текови низ кои што се создава и се задржува транснационалната национална заедница. Меѓутоа, ако татковината е лоцирана во држава или држави во кои што доминираат други нации, тогаш средиштето на транснационалната национална заедница може да се помести или центарот да се помери и да се лоцира во самата диаспора. Што значи и бугарите и македонците активно учествуваат во конфликтот за македонскиот идентитет. Сега да видиме што се случува во Австралија и како доаѓа до формирање на Македонскиот народен сојуз во Австралија. Имено, на иницијатива на Георги Перински, патриотските групи формирани од него во текот 1932 година се обединуваат во нов Македонски народен сојуз во Америка. Во еден момент Перински и неговите соработници предлагаат МПО и Македонскиот народен сојуз да се обединат во еден единствен фронт за заедничка борба против влијанието на ВМРО и Иван Михајлов во емиграција во Соединетите Американски држави. Меѓутоа, тоа не било прифатено од МПО и тој предлог бил отварен. Значи, Македонскиот народен сојуз од Америка започнува да ги шири своите пипци кон Канада и Австралија, каде веќе МПО се обидувала да формира своји експозитури и да делува во разнебитувањето на македонците. До одбраната на докторатот на докторицо Најдовски и оваа книга денес
Во македонската историографија за активноста на Македонскиот народен сојуз во Австралија не постоја скоро никакви податоци. Почитувани, Најдовски како австралијски македонец имал можност да истражува во архивите на Австралија, а исто така да биде во контакти со непосредните учесници кои биле активни чинители во зачетоците на политичката активност во Австралија. Во тој контекст се елаборира и организираниот живот на македонската емиграција, политичката интеракција меѓу македонските иселеници од САД, Канада и Австралија, но и разните пропаганди кои действуваат. Исто така се осврнали на политичкото организирање на иселениците во Австралија, особено во периодот меѓу двете светски войни. Првиот огранок на НПО во Австралија е формиран во 1936 година под името Тодор Александров. Наредната година е направено да се формира огранок на НПО во Бриштаун, меѓутоа тамошните иселеници не покажале интерес за таквата иницијатива, па во Западна Австралија обидот завршува без успех. Иселениците во Викторија имаат потреба за придвижување на работите, за поинаков пристап во действувањето и за нови организацијски облици. Затоа во 1941 година група македонци го формирале друштвото Гоце Делчев, кое било на македонски позиции. Со тоа слабеат позициите на НПО, како што истакнува авторот, чии пробугарски платформи и програмски цели се разобличуваат. Со почетокот на Втората светска војна и со приклучувањето на Австралија кон антифашистичката коалиција, австралиските власти поведуваат контрола над организацијата, што придонесува за нејзино замирање. Носители на македонското движење на петиот континент би ги спомнали Стојан Стрбинов, Ило Малков, Бране Трпков, Ристо Алтин, Мик Веловски, Кирил Ангелков, Коста Ангелков, Коста Радин, Колија Малков и други. Македонците во Австралија на тамошна почва не им даде можност на пробулгарските организации да се развијат како што било случај со НПО. Иселениците и печалбарите, обединените од сите крајеви на етничка Македонија, со симпатија гледале на македонското ослободително движење во Втората светска војна и на сите можни начини ги подкрепувале партизанските движења и формации во Вардар, Ерге и Пири. Се испраќале апели и писма до разни адреси во Австралија и други институции во кои се барала поддршка за праведната борба на македонскиот народ за слобода и за национални права. Исто така, во низ одделни акции на иселениците се собираат средства кои се испраќаат во првата татковина за да се помогне во тие тешки моменти. Алтин и група истомисленици ја формирале прогресивната организација Гоце Делчев, која била на чисто македонски ориентирана, како што постојано веле Алтин дека не е Вачо Михайловистичка. Би требало да се позанимава подобро за да види како действувале тие тогаш македонци и словенски народи во заедничката борба против фашизмот. Во согласно со одлуките на конференцијата во Перт, вестникот се викал Македонски искра на свечените линденски вечери или денови. Покрај поздравните говори се подготвува без исклучу од богата програма и се народна веселба, каде што се читаат пригодни текстови за празникот, се организираат рецитали, поетски читања, се пеат и играат македонски песни и ора. Ги изведуваат иселенички хорови, фолклорни друштва, а се прикажуваат филмови и се правеле промоции на книги и се одржувале панехиди за паднатите герои за Македонија во Линденското востание и Втората светска војна. Активистите на МАНС, како што потенцира авторот, во секоја пригода и националното достоинство се бори за интернационализација на македонското прашање и ги помага неговите цели и идеали. Завршен цитат. Меѓутоа, сигурно дека македонската емиграција во Австралија, како што спомена Јачковска, не можела да остане надвор од светските политички настани кои се случуваат во светот по Втората светска војна. Американски држави главната поента ја има македонските патриотски организации. Меѓутоа во Австралија целокупната активност во своји раце ја преземаат комунистите. Целокупната организација на МАНС и затоа го менуваат името поради комунистичката активност да не бидат обвинети дека работат за туѓи интереси од Македонски народен сојуз и во Америка и во Канада го променуваат името во државата во која што живеат американски австралијски народен сојуз. Главните двигатели на македонскиот идентитет, идеја се во Австралија се комунистите. И тоа мора да се има во предвид ние Стојчо Најдовски, бидејќи јас му бев ментор, имавме многу да се објават ќе фрлат сосема нова светлина за оно се што се случува во Австралија. Благодарам. Исто така сакам уште една да им се заблагодарам на промоторите, професор Рачковска и професор Четреганов,
најмногу се разбира на вас, кои одвоивте од вашето време да бидете во овој близу час време овде, да се запознаете со ова интересно дело, кое верувам ќе предизвика интерес не само кај историчарите, туку кај поголема, поширок круг на научници и публика. И јас на авторот Ицо Најдовски Перин му посакувам и понатаму да не држи во контакт со заедницата во Австралија, и како што неговиот доктор, доктор Чепреганов рече дека има многу материјали кај него, веќе следната или за година-две повторно да не обрадува со една книга за нашите сонародници во Австралија. На крајот сакам да ве поканам на скромен коктел кој ќе се одржи горе на терасата, а исто така и можете да подигнете книги со подпис на Ицо Најдовски. Дами и господа, најнапред дозволете ми да испратам благодарност до професорката Ашковска, која ми направи една голема работа, услуга со прифаќањето да биде промотор на овој научен докторски труд. Исто така благодарност до професорот доктор Тодор Чепреганов, благодарност и до директорот на Институт за национална историја, професор Драги Георгиев. Исто така благодарност сакам да испратам и до рецензентите, уште еднаш професор доктор Тодор Чепреганов, професор доктор Надежда Цветковска од левата страна, професор доктор Ѓорѓе Чукарјаневски, исто и на лекторка за лектура, јазична лектура Снежана Бановска. Голема благодарност секако на вас, почитувани присутни, кои ве има од сите делови на етничка Македонија. Да гледам овде ги има од Преспа, од Албанија, ги има од Пиринска Македонија, ги има од Егејска Македонија, ги има од Вардарска Македонија и она што е тука во самиот научен труд, македонците од етничка Македонија. Добар ден и ви благодарам на вашето присуство. И уште еднаш сакам уште една благодарност да кажам за тоа што овде меѓу вас гледам присутни од сите институции на македонското општество на Република Македонија. Мене ме искараа да зборувам многу, меѓутоа ќе кажам два-три зборови, бидејќи таков бил законот, односно таква била традицијата. Јас си почнам со зборовите дека татковината се сака како чедото. Нашите македонци во 30-тите години кои се иселија од Егејска Македонија, протерани од режимот на Метаксас, биле основоположниците на македонската заедница во Австралија во почетокот на 30-тите години и крајот на 30-тите години. Сакам да кажам дека тој нивни патриотизам, иако биле луѓето необразовани, да кажам по наше народно неписмени, меѓутоа во душата ја носеле Македонија во своето срце. Гледајќи исто така што се случува во Австралија и како работаат другите етнички заедници кои се постари од македонската заедница, во тоа време истакнати етнички заедници биле еврејската, ирската, англиканската, германската, па и германската, односно чешката, словачката, полските и така натаму, кои биле порано заминати во Австралија. Нашите се огледале, односно учеле од нив и го прифатиле и движењето. Овие наши активисти кои беа спомнати од промоторите на овој научен труд, како Ристо Алтин, Стојан Србинов, Мик Ведовски, кој се уште е жив, има 92-3 години, тој од Костур, се носители и основоположници на македонскиот идентитет, на македонската заедница, на македонската посебност, со сите оние нишани што нас не чини етнички македонци и било кој што сака да посегне по идентитетот на македонската заедница во Австралија, тоа ќе значи посегање и кон идентитетот на македонската држава Република Македонија и идентитетот на македонците кои живеат во соседните држави, за жал. Меѓутоа, јас сакам да ви спорачам дека Македонија ја сакаме ние како нашите деца. Вие сигурно знаете, а оние што не знаат, сакам да ви кажам дека Македонија е нешто посебно и посебно се брани, посебно се чувствува ако си надвор од својата татковина.
Не знаете, мислам, можам да го употребам и смеам да го употребам тој збор. Не знаете какво е чувството кога својата татковина се брани од надвор, кога си изложен на ветрометризм, кога си изложен на асимилација, кога си изложен на сите тие притисоци. И она што имам во претходните книги, јас се забележано дека и Австралија како една од најмултикултурните држави, најправични држави во светот има воведено еден закон, едно правило на една тивка асимилација без употреба на сила, како тоа што се прави во Грција, во Бугарија или во Албанија врз македонското етничко население. Меѓутоа, благодарение на овие наши активисти во лицето на Ристо Алтин, Стојан Србинов, Кирил Ангелков, кој, впрочем, сакам да кажам дека 6 месеци доброволно тој шетал низ Австралија од град на град, ја организирал македонската заедница да се создаде овој македонски австралиски народен сојуз на федерално ниво во цела Австралија и патем, како што кажа и промоторите, да не се повторувам, Мик Велјовски 47 година донесе овдеки над 10.000 лири тогашни пари заеднички со Македонскиот народен сојуз на Канада и на Америка, кои посебно донираја, и благодарение на нив е изградена и градската болница и еден дел од универзитетот во Свети Кирил и Методија, дел на македонците кои се во иселеништво. Така да сакам да кажам и на крајот да завршам дека нашата татковина, етничка Македонија, е како една папочна врска. Ние никогаш не можеме да се одделиме, да се откажеме, да ја нападнеме, да не ја сакаме нашата татковина, нашиот народ, нашата култура, традиции, обичаи. Се лажат оние кои не вреѓаат нас, велат дека такви се тие, вакви се оние. Ние си ја сакаме нашата татковина, вас ве сакаме, ние знаеме дека и вие нас не сакате, меѓутоа ќе ги оставиме тие поединци, а јас на вас како мнозинство овде што дојдовте, што ми направите на голема чест за оваа промоција на овој труд на книгата Македонско-австралиски народен сојуз, кој е впрочем и темелот на македонската заедница во Австралија, за денес ние да видиме една од водечките етнички заедници во Австралија, каде што ги има 235, да бидеме носители на дел од животот во Австралија е благодарение на овој Македонско-австралиски народен сојуз, кој цврсто застанал врз националните темели на македонскиот народ. Јас ви благодарам.